Јапонскиот производител на автомобили Toyota ја представи новата шеста генерација на својот најзначаен автомобил, атрактивниот SUV под името RAV4. Легендарниот RAV4 за прв пат беше лансиран во далечната 1994 година и во овие 3 декади се продаде во над 15 милиони примероци во 180 земји во светот. Само на нашиот континент Toyota продаде 2,5 милиони автомобили RAV4, што го прави најпопуларен модел во палетата на јапонските самураи. Атрактивната шеста генерација на RAV4 лета во нови димензии со својот автентичен SUV дизајн, можноста да се движи на секаков терен и со многу нова технологија која на возачите и патниците им дава комфорно возење на кратки и долги релации на патот и надвор од него. Фановите на RAV4 ќе може да го добијат својот омилен автомобил со новата Shift-by-Wire технологија, унапредениот head-up дисплеј и многу други мали и големи нешта. Продукт менаџерите направиле одлична работа и во дополнителното стишување на звукот и вибрациите, како и во обезбедувањето на повеќе комфор во интериерот. Не случајно RAV4 е избран да ја промовира новата софтверска платформа AREN, која дава нова дигитална атмосфера за конектирано и напредно мултимедијално искуство. Треба да се потенцира и тоа дека RAV4 од стартот беше прв во колоната на автомобили во палетата на Toyota, во која се применуваше електрификацијата. Впрочем, токму првите SUV електрични автомобили со батерија, хибриди и плагин хибриди на Toyota беа токму изведувани секогаш на компактниот RAV4. И повторно RAV4 е првиот автомобил во кој Toyota ја користи својата најнова генерација на плагин хибридна технологија. Да почнеме со дизајнот, кој секогаш е предмет на индивидуално допаѓање или недопаѓање. Но во примерот со RAV4 можеме да се сложиме дека компактниот SUV изгледа навистина одлично. Новиот RAV има тродимензионално скулптурирана предница со моќен изглед, зајакнат со новите тенки LED предни светла и аеродинамични светла за магла. Трепкачите се интегрирани во светлата. Во задниот дел е сместено редизајнирано лого, во Европа за прв пат во светло црн амблем на Toyota. Искористени се нови 18 и 20 инчни алуминиумски тркала, достапни во сива металик, црна и машинска метал боја. Тие дополнително го истакнуваат високото возење и офроуд карактерот на RAV4. Надворешните димензии на RAV остануваат исти. Во внатрешноста се внесени нов волан, 5 приклучоци на USB кои полнат 3 пати помоќно од стандардните и 2 безжични полначи на мобилни телефони, што им дава можност на возачот и совозачот да ги полнат симултано своите два уреди. Ентериерот е редизајниран, робусен во својот изглед, но се уште практичен за користење и снаоѓање. Тонот во ентериерот го диктира хоризонталната табла, што ги содржи најновиот мултимедијален систем
и дисплеј технологија која креира една проточна структура. Видливоста на возачот е подобрена преку спуштање на инструмент таблата за околу 40 мм. Зад воланот е поставен нов лебдечки 12,3 инчен инструмент панел со светол LCD екран кој е лесно видлив преку контурите на воланот и може лесно да се прилагоди да ги покажува информациите кои му се важни на возачот. Новиот волан вклучува и нов распоред на комчињата за полесно и поинтуитивно оперирање, а и делот кој се грее на воланот е проширен на речиси целата површина на држење. Седиштата се нудат во две бои со синтетичка кожа со исклучително атрактивни детали. Новата софтверска платформа Arene го нуди и новиот Toyota Connect мултимедијален систем, кој е интуитивен и прецизен, со напредна конективност, навигација и безбедносни алатки. Процесорот е за 4 пати побрз од претходната генерација и е сериозно пореспонзивен и полесен за користење. На новиот Home екран сите релевантни информации се ставени во видното поле, мазно интегрирани во сите екрани. Мапата за навигација е интегрирана и тродимензионалниот асистент за држање во лентата во комбиметарот избегнуваат можно деконцентрирање на возачот и ги прават насоките полесни за следење. Поопремените модели имаат и нов head-up дисплеј, кој е за 2 пати поголем од оној во претходната генерација и кој го задржува погледот на возачот на патот. Дигиталниот кокпит е засилен и со респонзивен и прецизен гласовен асистент, развиен лесно да ги разбере командите на возачот и патниците, кои пак ги користат бенефитите на новите микрофони поставени над секое седиште, со што повторно се зголемува безбедноста на возачот, бидејќи преку гласовните наредби тој не треба да го тргнува погледот од патот. Паметниот систем за навигација, покрај другото, го информира возачот за поставеност на камери за мерење на брзината. Во случај на сообраќајна незгода, автоматски се активира новиот снимач на возењето, кој ги меморира 10 секунди пред сударот и до 30 секунди по него, а овие снимки се чуваат за евентуално докажување пред осигурителните компании. Со новиот RAV4, Toyota ја промовира и својата Smart Digital Key Plus генерација, дизајнирана за да обезбеди лесен пристап до возилото преку смарт телефон или смарт часовник. Сосема очекувано, новиот RAV нуди многу опрема, меѓу која можеме да ги издвоиме. Системот за надгледување на мртвата точка, кој сега поседува и индикатор за приближување на возило одзади, кој ќе го смали стресот во возењето, особено на автопат. Тука и алармот за приближување до исклучување од патеката, асистент за промена на коловозната лента, систем пред судар кој го предупредува возачот со аудио и визуелни предупредувања и асистент за кочење. Системот за напредно паркирање на поопремените модели му дава можност на возачот да го паркира возилото со смартфон, додека стои надвор од автомобилот. За поголема безбедност, ако возачот за момент го тргне прстот од мобилниот телефон, возилото веднаш запира. Новиот плагин хибрид, кој гарантира подобрено забрзување и поголема економичност на горивото, нуди 137 км возење на струја, што треба да е сосема доволно за секојдневните потреби на европските возачи. Дополнително тој е опремен со нова батерија со поголем капацитет за 30%. Од 10 до 80% капацитет на батеријата се полни за 30 минути. Новиот RAV4 на европскиот пазар ќе се нуди по цена од 42.990 евра до 47.340 евра за хибридните модели, додека плагин хибридот започнува со цена од 50.000 евра. Кога ќе ги собереме и одземеме сите предности и слабости на новиот RAV4, легитимно е да се запрашаме дали можеби не го гледаме најдобриот SUV за 2026 година.
За својот спортски кросовер Purosang, италијанскиот супер бренд Ферари подготви нов Handling Speciale пакет, со кој моделот станува уште поатрактивен и поспортски. Со овој пакет, спортскиот кросовер со 4 седишта и 4 врати од Maranello, Purosang добива повеќе прецизност и директност во возењето и држењето на патот, што е особено важно за еден автомобил кој тежи 2 тона. Најголемата механичка промена кај овој Purosang е направена преку рекалибрација на активниот систем за суспензија. Според Ферари, движењето на телото е намалено за 10%, што значи дека автомобилот добива подсврсто и поконтролирано чувство. А ова треба да се одрази во побрзи реакции на воланот при влегување во свиоци. Направени се промени и во менувачот, особено додека возилото се наоѓа во Race Mode, кога се обезбедува полесно и попрецизно менување брзини. Промена е направена и во звукот, а природно аспирираниот 6,5 литарски V12 мотор со моќност од 725 конјски сили се слуша и чувствува повпечатливо и при стартап и за време на забрзувањето. И покрај сите прилагодувања и тюнирања, овој специјален Purosang не е наменет и подготвуван за тркачки стази. Не, тој останува спортски, но и практичен премиум автомобил, кој срекниците можат и понатаму да го користат во својот секојдневен живот. Оваа специјална верзија во Италија ќе се нуди и продава по околу 430.000 евра.
се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDoc, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер Tech RMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, диагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDoc каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Корејскиот бренд Hyundai објави дека моделот Hyundai Ioniq 5 од моделската година 2026
беше препознаен како најдобро електрично искуство, награда која на моделот му ја додели престижниот Car Gurus во Америка. Новата програма за награди на Car Gurus ги истакнува најдобрите возила кои најдобро одговараат на потребите на денешните купувачи на автомобили. Ioniq 5 ја доби наградата, како што беше истакнато, затоа што поседувањето на електричен автомобил го прави поинтуитивно, подостапно и поради тоа што инспирира доверба. Hyundai Ioniq 5 се прави на eGMP платформата на Hyundai. Нуди ултра брзо полнење на брз DC полнач од 10 до 80% за само 18 минути. Нуди просторен рамен под, оптимизиран за комфор и флексибилност. Има напредни својства за безбедност, асистенција на возачот и конективност и има изразен футуристички дизајн. Автомобилот Ioniq 5 се произведува во Јужна Кореја, а од 2024 година и во фабриката во Џорџија во Соединетите Американски држави. Шведскиот бренд со кинески шмек, Volvo, официјално започна да се произведува новиот целосно електричен Volvo EX60, а првите испораки се очекуваат да се реализираат рано ова лето. Целосно електричниот среден SUV се прави во фабриката во Торсланда, во близина на централата на Volvo во Гетенбург. А како што изјавија од компанијата, веќе се планира зголемување на планираните производни волумени на EX60 како резултат на силната побарувачка, особено на европските пазари, Шведска и Германија пред се. Например, само во првиот месец по премиерата на електричниот EX60, во Шведска пристигнаа повеќе од 3000 порачки за него. Оваа состојба дополнително го зацврсти оптимизмот на одговорните во Volvo, кои констатираат дека интересот и обемот на порачки е многу помал од оние кои ги побуди промоцијата на помалиот и подостапен во цената EX30. Новиот EX60 е практично првиот електричен автомобил кој е дизајниран, развиен и произведен во Шведска. И како таков тој треба да ја потврди определбата на Volvo да ја држи во игра својата домицилна земја Шведска во процесот на развој и производство на премиум електричните возила. Проектирано е дека EX60 ќе биде и еден од најзначајните извозни продукти во поглед на вредноста за шведската економија. Во врска со овој символичен настан, генералниот директор на Volvo Cars, Хакан Самуелсон, изјави: "Денес е многу значајна точка за компанијата и за Шведска воопшто, бидејќи почнуваме да ги правиме првите возила за нашите клиенти од моделот EX60. Фокусирани сме на здраво зајакнување на производството на EX60, уверени дека овој менувач на играта
ќе биде профитабилен двигател на нашата бизнис клима во следните години. EX60, кој беше представен овој јануари, треба да биде game changer или менувач на играта за швеѓаните, бидејќи нуди домет до 810 км и тоа во конфигурацијата на моделот со погон на сите тркала. Се полни од 10 до 80% за 16 минути и е ценовно позициониран како најпродаваниот плагин хибрид на марката XC60. Фабриката во Торсланда беше сериозно унапредена последните години во подготовка за производството на EX60 и другите следни генерации на електрични возила. Како дел од големата инвестиција беше отворена и нова фабрика за составување на батериите, како и целосно нова фарбара и одел за финално склопување и проверка. Инаку EX60 е достапен со 3 погони. Првиот е P12 All-Wheel Drive Electric со домет до 810 км, додека P10 All-Wheel Drive Electric има домет до околу 660 км. Моделот P6 Electric со погон на задните тркала испорачува солиден домет до 620 км. Она што е значено за сите заинтересирани купувачи е дека EX60 доаѓа со 10 годишна гаранција на батеријата, а на домашен терен во Шведска ќе има и 3 години бесплатно полнење на домашните полначи. Инаку, Volvo EX60 е направен на новата електрична архитектура на Volvo Cars. Во поглед на дизајнот, EX60 ги зема основните скандинавски принципи на дизајнот и ги носи во новата електрична ера. Комбинира стилски и ефикасен екстериер со природни висококвалитетни материјали во внатрешноста, кои му нудат на клиентот рафиниран и флексибилен простор со паметни простори за складирање. Ниската предница, кровот кој полека се спушта и вдлабената странична линија на моделот му даваат одлична аеродинамичност со коефициент на влечење од само 0,26. Долгото меѓуоскино растојание и рамниот патос нудат многу простор во задниот дел, како и голем простор за складирање на багаж. Љубителите на добриот звук може да уживаат во системот Bowers & Wilkins со 28 звучници. EX60, како што велат во Volvo, е најинтелигентниот автомобил досега. Новиот Core систем му дава можност на возилото да размислува, процесира и да делува брзо, а функциите на системот се тесно поврзани со технолошките лидери, како што се Google, Nvidia и Qualcomm Technologies Incorporated. EX60 е и првиот Volvo автомобил лансиран со новиот асистент од вештачката интелигенција на Google, Gemini, кој е длабоко интегриран во возилото и ви дава да водите со него природни и персонализирани разговори, без да мора да памтите специфични команди. Промоцијата на Gemini ја изразува и длабоката врска на Volvo Cars со Google. Кај Volvo EX60 добивате одлично и респонзивно искуство, без застој во реакцијата на инфотеймент системот, екраните одговараат брзо, мапите се полнат моментно, гласовните контроли подобро го разбираат возачот и се е некако полесно и поефикасно. Она што е главниот синоним за возилата Volvo, безбедноста, останува правило и кај новиот EX60. Во него е вметнато многу повеќе безбедносна опрема од стандардите во класата, а возилото комплетно ја чита средината како резултат на бројните камери и сензори.